спасување. Голем пожар попладнево избувнал на територијата на општината Сопишта. На терен е колегата Даниел Василев. Го имаме во живо во овие вести. Даниел, кои се информациите од терен? Добар ден, Иван, како што кажа и ти, се наоѓам кај село Чифлик, општина Сопиште, односно да бидам попрецизен од задната страна на планината Водно. Овој рид зад мене кој што го гледате гореше до предмалку. Во овој момент од оваа позиција не може да се забележи пожарот, бидејќи се наоѓа од другата страна на ридот, каде што во овој момент според информациите кои што ги имам гори борова шума која што е на тешко пристапен терен. Се очекува во секој момент да пристигнат и ертракторите на дирекцијата за заштита и спасување кои што треба да дадат поддршка од воздух на противпожарните служби кои што од некаде 13 часот се тука на терен во обид да го изгаснат овој пожар. Морам да кажам дека жителите на село Чифлик имале огромна среќа при овој пожар со оглед на тоа што може да се забележи дека пожарот пристигнал на само неколку метри од првите објекти. Станува збор за индустријски објекти кои што се наоѓаат на врвот од ова село. Подолу веќе се наоѓаат и куќите каде што и самите жители живеат. На терен се скопските пожарникари, тука се и службите на дирекцијата за заштита и спасување, локалното население како и друштвото, противпожарното друштво на општина Сопиште. Имаме изјава од градоначалникот на општина Сопиште, предлагам во продолжение да ја слушнеме. Првично се работеше за пожар на нискостеглеста шума, меѓутоа веднаш потоа прерасна и во опасност на боровата шума која се наоѓа во близина. Морам да признам дека заедно со противпожарната бригада на градот Скопје, противпожарното друштво во рамки на општина Сопиште, има еден дел каде што не може да се пристапи од терен и за кратко од сега очекуваме помош од воздух. Во одлична комуникација сме со директорот на дирекцијата за заштита и спасување, со командантот на противпожарната бригада при градот Скопје, така да очекувам за многу кратко од сега целосно пожарот да биде ставен под контрола. Да, Даниел, гледаме дека екипите работат на терен. Имаше најава од дирекцијата за заштита и спасување дека и ертракторите ќе бидат вклучени во гасење на овој пожар. Дали во моментов се на терен? Иван, јас не успеав да забележам авиони тука, меѓутоа и информациите кои што ги добив и јас тука од терен беа дека тие ќе бидат вклучени и се очекува во секој момент да ги почнат своите прелети над Водно со во обид да им помогнат на службите кои што се наоѓаат на терен. Повеќе информации ќе добиеме од командирот на Скопската противпожарна бригада. Господин Томевски, добар ден. Може ли да ми кажете каква е во моментов состојбата? Ќе дојдат ли авионите на помош, бидејќи од она што го знам тешко пристапен терен е онаму каде што сега гори? Да, во очекување сме да пристигнат во секој момент, иако пожарот е ставен целосно под контрола, но имаме делови каде што се тешко пристапни за човек. И од превентивен аспект, пожелно е да се фрли вода од воздух. Она што беше карактеристично, бидејќи огнот се доближи близко до објектите кои се во село Чифлик и поради силниот ветер се ширеше спрема Барово и парк шумата Водно. Со големи напори, благодарение пак на колегите од бригадата, од доброволното друштво од Сопиште, од огнените тимови на дирекцијата за заштита и спасување кои пристигна исто на лице место, ставене под контрола. Пред се спречи ширење кон соседните објекти да се заштитат, а потоа се действуваше и во насока кон парк шумата Водно, бидејќи во близина се веќе борови насади кои што се екстремно тешки за гасење при вакви температури и ветер. Колку ветрот ви направи проблем? Да, голем проблем беше ветерот, а друга отежнувачка околност што во паралелно со овој пожар имаме пожар во населбата Волково, каде што исто беше опожарена сува тревах и ѓубриште која се прошири за жал на една стамбена куќа, напуштена додуше, но куќа каде што беше опожарена. Голем дел од ресурсите ни беа насочени кон таа локација, но успеавме да се справиме и со оваа ситуација паралелно, така да за наша среќа немаме посериозно оштетување на опремата и техниката, немаме повредени колеги, тоа е најбитното. Ви благодарам многу за овие информации. Иван, ова се засега сите детали кои што ги имам тука од терен. Се надевам дека во меѓувреме ќе успеам да присоберам и повеќе информации, така што повеќе детали најавувам за во следното информативно издание. Да, Даниел Василев, благодарам за вклучување во живото. Очекуваме со најновите информации во